Во врска со обвинувањата од страна на министерот за полиција Наке Чулев и прозивката од опозиционата ВМРО-ДПМНЕ, би сакал денеска уште еднаш да потенцирам. Обвинувањата за криминал и изнуда се неосновани, работата е чиста. Истовремено, ги повикувам надлежните институции веднаш да постапат и да работат на случајот со пријавата, се со цел да го расчиста случајот, а во интерес на вистината. Жалам што Наке Чулев е и министер за полиција, и истражител, и обвинител, и судија, но истовремено и извршител на партиски агенди на Христијан Мицковски. Ако веќе Наке Чулев сака да брка криминал во овој период, уште од 15 на дена, колку што ќе биде министер за полиција, нека се позанимава со времето на Христијан Мицковски како директор во ЕЛЕМ, денес ЕСМ, за криминалните тендери во тој период, за набавката на електрична енергија по енормно високи цени, ангажманот на негови блиски соработници за консултанти и адвокати и за плаќање на фактури во готово, односно кеш на рака. Наке Чулев, за неговата изјава која даде пред СВР Битола, испомнувањето на моето име, без притоа да ја почитува презумпцијата на невиност, моите адвокати веќе подготвуваат кривична пријава против него. Во неговите искази споменува така наречена реномирана фирма. Можеби тоа е фирмата чиј основач или директор или собственик е поранешен генерален директор на РЕК Битола во времето на ВМРО-ДПМНЕ и нивни истакнат партиски активист. Тоа е фирмата која што во тоа време заработи преку тендери стотици милиони. За овие и другите работи, акционерското друштво ЕСМ ќе излезе со званични соопштенја и со пријави за сите сомнителни и коруптивни сделки.